Ке имаат ли штипјани пари за летување оваа година? Децидни се штипјани дека и со помалку и со повеќе пари, со добра организација и математика може да се најде начин за летен одмор. Велат дека и ова лето нема да се откажат од патувања, без разлика дали дестинацијата е поблиску или подалеку. Како што додаваат, најважно е желбата за одмор, а за останатото ќе се снајдат со помалку планирање и волја. Ќе одам. За Охрид. Ако штедеш ки има, ако не штедеш нема да има. Да. Тие се некои, како ти кажам, само бидвисани. Толку. Тие денеска за денеска, утре ќе гледа друго нешто. Треба да се води сметка за да имаш за се и за секаде. Ваа година на одмор за да се отиде, убаво е, нема многу пари, ама така малку одвојуваме од буџето, да искараме одморче убаво така да отидеме на Грција, Турција, од другите држави западни, малку да прошетаме. Па гледај сега, за нашиот младиот живот, така што не сме женети, има нешто останува, а за тие фамилиарни што се малку потешко. Немат многу, ама може да дозволат да отидат некој ден на одмор. За одмор има да дозволат да отидат на одмор. Речено, треба да штедеш малку повише за да отидеш на одмор. 2-3 месеца да штедеш на страна за да отидеш 5-6 дена на одмор. Да поминеш убаво. Многу пари нема, да се разбереме. Платите се мали, за нашиот стандард е малку. Иако имаат средства, дел од анкетираните граѓани велат дека не одат на класичен одмор, туку слободното време го поминуваат во својата викендичка во Лесковица, уживајќи во чистиот воздух и мирната природа. Па пари има, иако тешка ситуација во Македонија, али пари за одмор се наваѓат. Сите одат, сите куката, сите одат на одмор. Кредити вадат? Вадат. Али важно се исцелени на одмор да одат. Тоа е најбитно. А сега пари колку има, толку има, они си знаат, али важно пари има. Имаме пари, али не одиме на одмор. На викендичка своја, у Лесковица доле, где воздухот чист. Па не може да иде на одмор без пари. Мора да се подкова со пари. Доволно за да помине добро. Децидни се штипјани дека и со малку и со многу пари, доколку се снајдат и добро прерачунаат, и ова лето ќе се патува надалеку.